Порастот на побарувачката за медицински персонал во Европската Унија се заканува да ги испразни македонските болници и да ги остави домашните пациенти без соодветно лекување. Во текот на изминатите 2-3 години, голем број стручњаци со завршен медицински факултет ја напуштија земјава и се преселија во развиените западноевропски држави, пред се поради повеќекратно поголемата заработувачка, но и можноста за напреднување во професијата и кариерата. Таквите состојби негативно се одразуваат врз неопходната здравствена заштита на овдешното население, кое зависно од средината во која живее, мора да патува од село во град или од град во град, за да добие стручна и квалитетна лекарска услуга. Дека состојбите не се соодветни на потребите на граѓаните, зборуваат празните амбуланти во селата во Кочанската котлина, во кои, иако има голем број жители, сепак лекари и друг медицински персонал нема. На конкурсите за упразнетите работни места не се пријавува никој, веројатно поради слабата материјална мотивираност и неатрактивност на работните места. Младите, средношколците треба сериозно да размислат да оние што имаат афинитет во медицината, да се запишуваат на медицинските факултети, да се едуцираат во оваа насока, а потоа и да работат како лекари, имајќи преди дека има повеќе места. Еве гледате одека во Кочани, има во Скопје, има во повеќе други градови каде што повеќе пати се објавуваат огласи за матични лекари или за специјалисти, гинеколози и така натаму, а нема лекар кој што се јавува на тој оглас. Така да во тој правец мислам дека би сакал да ги мотивирам сите оние кои што имаат такви афинитети да размислуваат во тој правец. Има медицински факултети и во Скопје, но и овдека во УГД во Штип и во Државниот универзитет во Тетово, така да мислам дека тоа е една професија која што на долг рок има потенцијал во Република Македонија. Соочена со проблемот, државата прави напори колку толку да ја приближи здравствената заштита до пациентите во сите средини. Меѓутоа процесите на Балканот и во Европа се немилосредни. Дури ниту апелите на надлежните, новите генерации да се определуваат за медицински науки не ги даваат посакуваните резултати. Под факултетите излегува малоброен стручен кадар, кој би ја пополнил создадената празнина во овој значаен сектор во државата.